Мислам дека е време за ново мотивационо видео. И поздрав сите гикстери, дојдовте во новото видео на Кристијан. Денеска луѓе снимаме мотивација 8. Знам дека има ветел дека секој месец ќе имат мотивационо видео, ви се извинувам поради тоа. Верувате дека стварно се трудам и од сега сеам дека ќе успеам секој месец да ваѓам мотивационо видео. Ајде веднаш да започнеме. Една работа поради која што многу луѓе се откажуваат е тоа што немаат контент или пак не може да сниме некаков контент или пак не сакаат да снимат контент. Се демотивираат поради тоа што снимат нешто што не го сакат и се откажуваат, не размислуваат да снимат нешто друго. Значи, создајте ваш контент. Создајте нешто што ќе ве мотивира да снимате. Нешто што сакате да снимате. Ако тренирате некој спорт, кошарка, карате, фудбал, што и да е, правите такви видеа. Туторијали, факти за некои фудбалери. Значи, правите видеа со содржина што вие ја сакате. Со содржина која што вас ве мотивира. Например, јас имам планирано за денес да снимам, да речеме, сум планирал да снимам мотивација. А мене ми се снимат, ми стане вид глупо кога ми текне дека тоа треба да го снимам. И после ќе размислам, чека, ако снимам факти, дали би ми било интересно снимањето и едитирањето? Да, ќе снимам факти. Па можда и јас ќе научам нешто ново. Или пак ако имам планирано да снимам видео со факти за вселената, ќе си решам, не ми се снима нешто друго ќе снимам денеска. Ќе снимам мотивација. Сум расположен за да снимам мотивација, ќе се испитам сами од себе си. Ако сум расположен за да снимам мотивација или некакво слично видео, јас ќе снимам видео. Ама дента ако не ми се снимат, јас нема да снимам видео. Значи тоа ви е многу голема грешка. Снимате кога ќе сте демотивирани, кога ќе не ви се снимат, кога не сте расположени за снимање. И едноставно тоа не е направено со кејф и се нервирате друго, правите тоа досадно вие и може многу да сгрешите, да избришите нешто што сте се мачеле стварно. Или па и да го направите видеото нема да биде тоа ако не е снимано со кејф и едитирано со кејф. Бидејќи се познаат разлика помеѓу видео едитирано со кејф и видео едитирано колку да помине наредот. Како се познаат? Ако видите дека вие само сте се снимале во видеото, сте катнале почеток и на крај, но досадни моменти не сте ги стаиле, тоа што одма се гледа дека вие тоа не сте го направиле со кејф, дека ве мрзело. Значи, тие ви се две најбитни работи. Да создајте ваш контент, што ќе сакате, и да ја снимате кога ќе сте демотивирани. Секогаш да снимате кога ќе сте расположени за снимање, кога ќе стварно ви се снимат, кога ќе стварно ви се работи. Сега, доколку вие сте планирале секој ден да работите за да остварите некоја цел, секој ден да работите на тоа, ама ево не ви се снима дента, тогаш најте нешто друго. Пробајте да излечите креативност, да добиете креативност, инспирација за нешто. Одете на места кај што се осеќате убаво и пријатно. Правите работи што ги сакате, поминувајте го времето со луѓе што ги сакате. За малку да се расположите, да ви дојде некаква инспирација, некаква креативност. Отворете некој YouTube канал што ви е интересен, некој јутубер. Нешто што ќе ве расположите и што ќе ве направи покреативни, што ќе направи поќе да ви работат мозокот, што ќе дадат идеи за снимање, што ќе дадат инспирација. Тоа ви е многу битна работа. Последна работа за денеска луѓе е тоа што трошите време. Трошите време во излежавање, во навраќање на нешто, трошите време на небитни луѓе, се карате со некого за безпотреба, како не за безпотреба карањето, туку ти се расправаш со него, си се скарал со некој човек поради нешто и сега се караш со него и тука го трошиш времето. И веќе кога ќе сватиш дека ти си го потрошил тоа време, тоа веќе ќе е касно. Сакам да кажам, кога ќе сватиш дека си го потрошил тоа време за џабе, дека него не си му го смело мислењето, дека си се замарал и си се нервирал со тоа безпотребно, тоа е многу голема грешка. Ако некој сака да се скарат со вас, оставите го нека се скарат. Така поќе ќе го поразите. Значи тој сака од вас да ви сгреши, да се скарат, да ве направи крив за нешто, вие многу повеќе ќе добиете со тоа што него буквално ќе го оставите нека си се карат со сами од себе си. Кога видите дека некои се карат за безпотреба за нешто со вас, тогаш во тој случај трнете се настрана, заминете си или пак игнорирајте, немојте да трошите време на такви работи. Тоа ви е време потрошено во негативна енергија меѓу негативни луѓе и тоа ви ја намала од креативноста, ви го зголемува од стресот, ви прави непријатно да се осеќате и може да ве демотивират за многу работи. Како јас сум сакал денес да снимам видео и да некоја будала се карат со мене, јас се карам со него и се демотивирам, не ми веќе кеф да снимам. Ми го расипал расположението. Тоа беше тој за ова мотивационо видео. Се надам дека ви помогнав, барем малку ве мотивирав. Се надевам дека ви помогнав да мислите малку попозитивно. Ке се трудам да ваѓам почесто мотивациони видеа. Фај многу за тоа што ги поддржувате овие видеа и така. Фај многу што гледав тоа видео. Ако се допадна, оставете лайк, ако не се допадна, оставете дислик и пишете ми долу во коментари што не ви се допадна во видео, за да знам да се подобрам во следното. Се гледаме со следно видео многу наскоро. Чао!
bailando.